Добар ден и ви благодарам за поканата и за интересот и за што сте присутни во волкав број. I'm only saying these few words of gratefulness for being invited and for your interest in order to allow you to hear the language that is supposed not to exist. Which I speak every day at home and work in this language. Аплаузот и одобрувањето на публиката собрана во градското собрание на Солун се показател за неочекувано умерената дебата за македонското прашање на која беа отворени повеќе аспекти од проблемот: историски, политички, етнички. Исто така изненадувачки оценките на речиси сите говорници, политичари, историчари, публицисти беа дека не се основани тезите за идентизам од Македонија кон Грција. Дел од учесниците со кои разговаравме, меѓу кои пратеник на владеачката Сириза од Солун, не го проблематизираат ниту уставот, чија измена е едно од барањата на владата на неговиот партиски шеф Алексис Ципрас. Νομίζω ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο Σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας από το 1993, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ικανοποιούν την ελληνική πλευρά. Μια περιφρόνηση των Μακεδόνων ως εξονημένων. На слична линија е и грчкиот историчар и публицист Тасос Костопулос. There has been a discussion about the preamble of the Constitution that refers to Ilinden and to the ASNOM decisions that had to do with a part of Greek Macedonia, as you know, as a geography. In the first case, in the cadre of in the framework of Ottoman Macedonia, and in the second case, in the post-World War II troubles in the region. I think this is one, and the second is this explicit reference to the Macedonian minorities in neighboring countries. Of course, I know that there is also an explicit declaration that there is no territorial aspirations, so I think that this may be bypassed. But I'm not a diplomat, I cannot have an opinion on what's going on between two diplomatic groups. Она што беше јавно кажано за македонското прашање на дебатата во Солун го изненади долгогодишниот борец за правата на македонците во Грција, Павлос Воскопулос. Сепак, предуслов за да имаме навистина длабоки корени за промената во една национална идеологија, според мене сметам дека треба да почне од долу, од школите. И би било многу позитивно според нас и нашиот предлог и од Виножито дека време е конечно да се створа, да се направи некој вид заедничка комисија поврзани со образовниот систем во Република Македонија и во Грција и да се направат потребните ревизии за националните митови. А кога станува збор за македонското прашање, сепак треба да кажам дека континуирано кога зборуваме за македонската национална идеологија, секогаш е во некој вид дефанзива, значи во одбрана позиција. Сакам да речам дека ќе биде идеално ако се направи во Грција, бидејќи јас зборувам како грчки граѓанин, реформа во грчкото образование и конечно да се информира просечен грк околу современиот македонски идентитет. Позитивни поместувања во оваа насока гледа бугарскиот историчар Чавдар Маринов, експерт за македонското прашање. Чини ми се дека во грчката историографија денес постојат некои позитивни тенденции што се однесува на македонското прашање, на некаков полиберален, некаков поотворен начин да се дискутираат тие прашања. Меѓутоа би рекол дека во грчката историографија тој развиток е сушност поважен, така позитивен од она што постои во денес во бугарската историографија, што се однесува на македонското прашање. Така да историчарите на некој начин навистина би можели да помогнат, мислим. Се слушна оценки дека процесот зимето за сега добро се движи и дека за успешно финиширање и Скопје и Атина ќе треба да ги издржат нападите од популистите и националистите. Θα πρέπει να μην ενδώσουν σε εκ του ασφαλούς μαγκές και λαϊκισμό, ούτε στον πειρασμό της εκμετάλλευσης των αγνών πολλές φορές προθέσεων του ανενημέρωτου και επιρρεπού σε διαδεδομένα και φθηνά στερεότυπα ακροατηρίου. The most absurd
and most difficult to maintain a myth of nationalism is the myth of continuity. But I'm wrong. The most difficult one, the most absurd myth of nationalism is the myth of homogeneity, of a homogeneous nation. Either completely, partially, or in just small portions. Што ќе значи име со географска одредница за идентитетот на етничките македонци. Географските префикси, кога станува збор за македонското прашање, од една страна, воопшто нема негативност околу современ македонските идентитет. Кога станува збор за Северна Македонија, Горна Македонија или таков тип Македонија со географски префикси. Ама настојуваме ние македонците тука како припадници на малцинството да направиме чекор напред. Ние не сакаме следните генерации да се труат и автоматски едно мало дете, малолетниче, кој ќе слушна, на пример, за некоја Северна Македонија или Јужна Македонија, автоматски да те прашува зошто и како, има поделби. Ова е основна за било кој манипулаторски кругови од национализам, затоа би сакале ние да има реформа, како грчки граѓани зборуваме, реформа во грчката национална идеологија, да се почитува современ македонски идентитет, далеку од некои антички или дискутабилни испитувања или доближувања за некои антички решења. Ние зборуваме за современи нации, драги мои, ние сме граѓани веќе европјани, навистина е негативно било кое денеш битие да се поврзува со антиката на место за делување позитивно за еднината. Ова отворена дебата и умерените пораки што беа испратени од неа се во целосна спротивност со националистичкиот набој што го имаа протестите од пред еден месец кои се одржаа токму на ова место. И од северот на Грција, кој се смета за најчувствителен за ова прашање, се слушнаа пораки дека решение зимето е можно и посакувано. 360 степени во Солун, Владимир Мирчевски.